Со кинеските инвестиции одат и нивните интереси. Кина е се поприсутна во Европа и на Балканот. Во Македонија главна кинеска операција е изградбата на автопати. Настрана цената на автопатот Кичево-Охрид, која отвори многу сомнежи за корупција, тука се истравувањата за зголемување на кинеското влијание. Иван Николовски, еден од авторите на анализата на Институтот за демократија Societas Civilis на оваа тема, ни изјави дека ќе биде битно да се види како Скопје ќе се постави за политички важни прашања за Пекинг. Срđan Стојанчов. Од почетокот на оваа туристичка сезона, македонските граѓани од Кичево до Охрид требаше да патуваат по нов современ автопат. На терен ситуацијата е поинаква. Автопатот нема да биде готов уште неколку години, а неговата цена порасна за дополнителни $211 милиони и сега чини најмалку $772 милиони, односно скоро 600 милиони евра. Цената на автопатот отвори многу сомнежи за корупција и стравување за зголемување на кинеското влијание во земјава. Автопатот од 57 километри почна да се гради во 2014-та, а требаше да биде готов пред 3 години. Но тогаш не беше ни до половина. Во 2018-та беше подпишан анекс со кој цената на изградбата се зголеми за над $200 милиони, а рокот беше продолжен до јуни годинава. Автопатот сега е изграден 63%, рокот ќе биде повторно продолжен, а министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека цената нема повторно да расте. По тоа што имаме некакви сознанија од надзорниот орган, пред крајот на 23-та година или почетокот на 24-та година не можеме да очекуваме финално пуштање во употреба подредовен режим на сообраќај, но делница по делница како ќе се привршуваат, ние ќе ги отвараме за сообраќај, со што ќе го олесниме и патувањето на граѓаните во овој регион. Автопатите Миладиновци Штип, кој веќе е пуштен во употреба, и Кичево-Охрид ги гради кинеската фирма Синехидро, а Македонија ги плаќа со кредити од кинеската Ексим банка. Требаше да чинат над $870 милиони плюс $150 милиони камата. Цената на двата автопати со камата сега надмина $1,2 милиарди. Кинеската банка даде поволен кредит, но услов за кредитот беше да нема јавен тендер, туку да се ангажира некоја од преферираните кинески компании. Во анализата втурнати во ќорсокак заблудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградба на автопатите во Северна Македонија на Институтот за демократија Societas Civilis се наведува дека кога кинеската компанија настапува на тендер, таа нуди многу пониски цени отколку што ги понудила за изградба на автопатите, така што ефтините кредити доаѓаат по многу скапа цена за изградба. На сличен начин во Црнагора се гради автопатот Бар Болјаре на границата со Србија. Црногорските власти веќе се загрижени како да го плаќаат долгот од скоро $950 милиони и дека ќе паднат во кинеско должничко робство. Еден од авторите на анализата, Иван Николовски, подсетува дека Црнагора, иако е членка на НАТО, не ја подпиша американската иницијатива за чиста 5G мрежа со која се забранува кинеска телекомуникацијска опрема. Сега, дали нешто такво ќе има кај нас, останува да видиме, меѓутоа е битно да се види сега како Македонија ќе се постави за политички важни прашања за Кина. Каква ќе биде нашата позиција за Тибет, каква ќе биде нашата позиција за уигурите, наречено уигурското малцинство во Кина, за Тајван, па ете и за 5G. Да видиме, ние станавме дел од таа чиста мрежа иницијатива, меѓутоа ќе видиме како ќе го имплементираме тоа, нели, во домашното законодавство. Така што така ќе можеме да процениме дали нашето евентуално должничко робство не става во потчината позиција визави Кина. Изградбата на автопатите уште од почетокот ја следат сомнежи за корупција, а во моментов во тек е судскиот процес траекторија во кој поранешни функционери се обвинети за злоупотреба на службената должност за договорот за така наречените кинески автопати. Тогашната опозиција, а сегашна власт во 2015 година објави нелегално прислушувани разговори за кои тврди дека покажуваат оти имало коруптивни сделки при договарањето на изградбата на автопатите. Зова ти колку предлагаш? 5 на целото. Што 5 на целото? 5%. Не, точен износ. Тоа се зависи колку ќе биде, помеѓу 15 и 18. Сепак, освен автопатите, кинеското економско присуство во Македонија е скромно ако се спореди со земјите од Европската Унија, па и од регионот. Наместо Централно Европскиот универзитет во Унгарија, зад кој стоеше Џорџ Сорос, наскоро во Будимпешта ќе никне Фудан универзитетот од Шангај.
Сорос ги отфрли обвинувањата, но универзитетот беше затворен. Градоначалникот на Будимпешта Гергели Карашони, кој е опозиционер, смета дека унгарците се измамени. Според него можеше да бидат и двата, а сега владата носи друг кој представува идеологија на Кинеската комунистичка партија и ќе ги чини унгарците милиарди. Љупчо Накев. Будимпешта наскоро ќе биде првиот град во Европската унија во кој ќе има кинески универзитет. Според плановите ќе се гради експозитура на Фудан универзитетот од Шангај. Унгарската влада тврди дека со тоа ќе се подигнат образовните стандарди за околу 6000 студенти, а ќе се зголемат и кинеските инвестиции во земјата. За Кина тоа е значајна пресвртница, смета аналитичарот Стив Цанг. Now they are exporting a Chinese university branch on European soil, a member of the European Union. This is, I think, tremendously important from their perspective in how it shows that China has risen. Пред 2 години Централноевропскиот универзитет во Унгарија, зад кој стоеше Џорџ Сорос, беше ефикасно принуден да затвори поради измените во Законот за образование. Унгарската влада го обвини Сорос за политичко влијание, кое Сорос го отфрли. Градоначалникот на Будимпешта Гергели Карашони, кој е опозиционер, смета дека унгарците се измамени. De a kettőt egymás mellé tesszük, hogy valami, ami egy nyitott világnézetű képzés, nem kerül egy fillérjébe a magyar adófizetőknek, és így hoz be egy rangos egyetemet Magyarországra, ez száműzik, egy másikat, ami pedig a kommunista párt ideológiát képviselő egyetem, és súlyos 100 milliárdokból a magyar adófizetők pénzéből épül, az pedig... Според владини документи се проценува дека проектот ќе чини околу 1,8 милиарди долари, што е повеќе од годишниот буџет на Унгарија за целото високо образование. Повеќето од парите ќе бидат кредит од кинеска банка, а за изградбата главно ќе бидат користени кинески материјали и работна сила. Фудан е рангиран меѓу првите 100 универзитети во светот. Неговото ширење во Европа е дел од напорите на Пекинг да влијае врз наративот за Кина. When we are dealing with the humanities and social sciences side of the curriculum, it is clear that the Communist Party will keep control of it. It was only in the last 2 years that the Fudan University changed clearly its instructions on its relationship with the party state, now clearly declaring that its first mission is not to uphold academic integrity, but to follow the leadership of the party. Унгарската влада пак тврди дека Фудан е еден од најдобрите универзитети во светот и оти нема да има идеолошка едукација, туку пред се ќе биде фокусиран на економски науки. Американската амбасада во Будимпешта оцени дека Пекинг преку академски институции спроведува агенда за малигно влијание и за ограничување на интелектуалната слобода. Универзитетскиот кампус се очекува да биде изграден до 2024 година. Во април 2020 година Унгарија ги чуваше сите детали како тајна и за заемот во вредност од 1,9 милиарди долари од Кина за железнички проект што ги поврзува Будимпешта и Белград. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. До следното издание следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.